може да направат прекрасна колор композиција, да се распоредат како прстен околу дрвјата, да ја одделат патеката од тревниците. Користа од нив е двојна. Од една страна исполнува чисто декоративна функција, а од друга страна става граница помеѓу градината, ги зајакнува краиштата на подот и не дозволува врз неа да се прелива тревата. Рабниците може да се високи или ниски, направени од дрво или камен, но во секој случај треба да се во хармонија со подот на патеката. Тој може да се направи истовремено со чакал, што би била основа на градинарската патека. Рабници може да се изработат од камен, тули, метал, дрво или глина, но може и од живи растенија. Ако патеката е изработена со камени плочи, чакал или песок, соодветни се рабниците од камен. Вистинските камени блокови, делумно вкопани во земјата, ќе ги ограничат леите. Тие создаваат впечаток за строг ред, карактеристичен за градините. Добро е камените блокови да се споени со цемент. Тоа ќе ја зацврсти конструкцијата и нема да дозволи на клиновите да се поместуваат. Дното на олукот во кој се прават камењата треба да е понизок од нивото на градинарската патека и животната површина. Ако сакате да дадете природна убавина на работ од тротоарот, користете камења со различна форма. Може да бидат сечени, делкани или со природен неправилен облик. Наредете ги еден до друг, без да ги поврзувате со цемент. Со нив може да ги заобиколите кружните или правоаголни леи. Голем број надворови имаат рабници од шимшир. Тој е лесен за одгледување и не бара посебна грижа, а издржува наречиси сите негативни природни услови. Недостаток му е дека има бавен раст и бара време за да се згусне. За да ужива окото, живите рабници имаат потреба од одржување, односно редовно аранжирање и обликување, за да се добие потребниот вид. Зелените рабници може да бидат оформени како паралелопипедни блокчиња или да се со заоблени краеви. Подобро е да одберете шимшир од ниско стеблена сорта. Ако предпочитате брзорастечки рабници, ве советуваме за зимзелена украсна грмушка, која се сади густо и достигнува височина до 1 метар. Патеките меѓу оградата со шимширни леи, освен со камен, може да биде и со песок или со ситен чакал. Во областите на леите ископајте плитко. Димензиите зависат од големината на корените на шимширите кои ќе ги садиме. Би требало да бидат доволни 30 см длабочина и 15 до 20 см ширина. На дното ископајте и распоредете ги младите шимшири најмалку на растојание од 30 см. Висината на работ на тротоарот од шимшир зависи од големината на оградата. Ако таа не е многу голема, шимширот треба да биде повисок од 30 до 60 см максимум. Употребата на тули во домашните градини не е типична за нашата земја. Такви примери има многу, но во медитеранските области. Тули вкопани под агол во однос на теренот се едноставно решение, лесни за работа и екзотични како резултат. За работ на тротоарот, кој ќе го правиме во градината на селската куќа, е подобро да користиме стари тули. Така, ем ке се ослободите од непотребниот градежен материјал, ем ке ставите една ретро атмосфера во градината. За да се задржат долго време здрави, користете квалитетни печени тули, а не керпич. Керпичот е нетраен и за една сезона ќе се претвори во куп кал, каде ќе се прашувате како да се ослободите од градината. Освен под агол, старите тули може да се иззидаат и како декоративен цид или ниска ограда. Подгответе цемент со вода, наводенете ги тулите, за да отпомогнете со нивното лепење. Ставете цементот на дното на олукот и почнете да ги поставувате еден по еден. На првиот ред од тули ставете повторно цемент. Не заборавајте да ставите цемент и странично меѓу тулите. Ѕидче од тули издигнете не на повеќе од 30 до 40 см. А ако не сакате да вложите и во најмала рака напор, постојат готови рабници кои се продаваат на модули и се соединуваат. Тие се во форма на огради и решетки со височина од околу 20 см и должина од 2,5 метри. Истата работа ќе ја завршат декоративните садници, пластичните имитации на карпи и друго. Има и рабници од теракот, оформени со различни големини.
А ако користите рабници на оградата, леите и цветната градина, треба да се наоѓаат повисоко од градинарската патека. При правење рабници може да се прибегне и до нетрадиционални начини со користење на фантазијата. Романтична нота ќе поднесат големи глинени вазни со различна форма во кои ќе насадите цвеќе. Би можеле да бидат и поголеми садови од глина или цемент, пумпи, куполи, потпорки, мраз, скулпторки. Се зависи од вашата креативна фантазија и од вашиот стил. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.